Се враќаме назад во Студио 1. Деновиве актуелни се повеќе теми од сферата на безбедноста. Лидерот на опозицијата бара амнестија за сите кои што се обвинети за настаните за упадот во собранието на 27 април, кога беше претепан пратеникот Зијадин Села. Но почина и 20 годишно момче, член на навивачката група Комити. На социјалните мрежи веќе се споредуваат двата настани. Токму за оваа тема и за уште многу други разговараме со професор доктор Трпе Стојановски, кој што работи во сферата на безбедноста. Добро дојдовте во Студио 1. Добро ве најдов. Професоре, МВР денес излезе со официјална информација дека двајца од тројцата напаѓачи на младиот Саздовски се приведени, експресно приведени. Очекувате ли веднаш, познавајќи ја работата на полицијата, веднаш да биде пронајден и третиот напаѓач? Многу е добро што Министерството за внатрешни работи брзо го утврдува идентитетот на сторителите на ова тешко кривично дело. И исто така е многу важно дека двајца веќе се приведени, односно од информациите што ги добиваме од медиумите дека се во притвор. И исто така важно е да се комплетира случајот и да се открие, да се приведе и да подлежи понатаму под мерките кои што ги пропишува законот и третиот сторител на кривичното дело. Тоа е дело кое што предизвика внимание во јавноста од повеќе причини, меѓутоа многу важно е државните институции доследно да ги спроведуваат законите и да ги подведат сторителите на ова кривично дело според нормите кои што ги пропишува законот. Она за кое што има можеби најмногу реакција, тоа е квалификацијата на делото. Се води како насилство, меѓутоа очекувате ли во текот на постапката, знаејќи ги сега последиците по тој напад, да биде преквалификувано од страна на обвинителството? Секако, законот дозволува таква можност и со оглед на тоа дека обвинителството е вклучено во овој предмет, обвинителството би требало да ги нивелира што побрзо разликите помеѓу онаа првична квалификација, која што е направена од полицијата, и она што е реалност во однос на тежината, на карактеристиките, на битието на ова кривично дело. Меѓутоа, останува пораката дека полицијата мора да биде потемелна и попрофесионална, бидејќи ова е класичен пример во кој што препознаваме одстапување во однос на сериозноста на проблемот или на сите карактеристики кои што се врзани со ова кривично дело и првичната квалификација која што е направена. Полицијата е дел од државните институции, извонредно комплексна, меѓутоа и многу одговорна, со многу голема сериозност во однос на надлежностите што ги има. Така што пристапот спрема овој настан, меѓутоа и воопшто спрема другите настани, каде што има насилство, мора да биде потемелен и поиздржан, бидејќи не е ова првото промашување во квалификацијата направена од полицијата. Значи, многу е битно, многу темелно да се пристапи на секој настан, на секоја пријава, да се направи квалитетна квалификација и полицијата да го направи првиот исчекор спрема обвинителството во однос на поднесување на кривичната пријава. Тоа подразбира дека полицијата мора да има подобра координација внатре, помеѓу униформираниот и оперативниот дел, да се имаат сите елементи во предвид и кога ќе настапи полицијата, да настапи со многу поиздржана кривична пријава, која што понатаму ќе биде подкрепувана. Имајќи во предвид дека полицијата е првиот орган кој што доаѓа во контакт со кривичното дело кога тоа е сторено, имајќи во предвид дека полицијата е задолжена да се занимава и со многу оперативни дејствија, како што е во конкретниот случај утврдување на идентитетот, пронаоѓање, лишување од слобода и предавање пред јавниот обвинител на сторителите, тоа релативно добро е направено, ќе биде подобро кога ќе го имаат и третиот сторител, кој што е најавен дека учествува во извршување на делото. Меѓутоа, полицијата исто така има и други бројни задачи што не ја намалува нејзината одговорност. Од друга страна, недостасува еден попрофесионален пристап на полициското документирање на кривичните дела кои што содржат елементи на насилство. И за разлика од тоа ќе најдете некои од полициските квалификации кои што се сведуваат дури и на
утврдување прекршочна, а не казнена одговорност тогаш кога се исполнети елементите на кривичното дело, каде што имаме вклученост, односно манифестација на насилство. Секако дека има простор за коригирање подоцна, и тоа во овој дел привично добро го прави внатрешната контрола, што е исто така дел од Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, многу е важно, особено во случаи кои што го привлекуваат вниманието на јавноста, полицијата да биде темелна, одмерена и да нема празнини во нејзиното настапување, како што е тоа случај во конкретнава ситуација. Да, уште една теза која што се наметнува следејќи ги социјалните мрежи е поврзување на одредени личности го поврзуваат овој настан со нападот врз пратеникот Зијадин Села, каде што напаѓачите се водеа како некои кои што имале обид за убиство, па добијат 10 до 13 години затвор. Може ли да се направи паралела помеѓу двете дела? Мислам дека не треба да тргнуваме од правење на некои споредби. Секој случај е карактеристичен сам по себе и токму поради карактеристиките кои што ги има секое, во случајот за жал говориме за кривичните дела со елементи на насилство, во случајот и со смртни последици, токму од таа причина законодавецот утврдил законски минимум и законски максимум. Значи, било каква споредба не е исклучено да се прави, ама таа не е добра и не е во функција на правилно перцепирање и правилно одмерување на казната, нешто што го прават во прва фаза обвинителството во делот на покренување на обвинението и подоцна судот во постапка во која што ги изведува доказите. Така што од аспект на казненото право е многу важно да се утврдат сите карактеристики, сите специфичности за еден конкретен настан и тој настан како таков да се следи до крај. Меѓутоа, од друга страна, ако имаме одстапување во делот на квалификацијата, одстапување во делот на висината на изречените казни, а нашата судска, ако сакате и општествена пракса е многу богата со лоши примери од последните 10-15 години, во тој случај јавноста никој не може да го скрати правото да споредува и таму кај што ќе утврди нелогичност да реагира на тие настани. Така што има многу причини кои што доведоа до таа состојба. Сигурно дека тие причини не е можно веднаш да се отстранат, меѓутоа тоа само покажува колку е важноста со правдата и правичноста која што граѓаните со право ја очекуваат. Од сите девијации, од сите политички влијанија, од сите политички инфилтрации на некадарни луѓе во државните институции, имаме состојби за кои што денес може да говориме во многу случаи. Нешто што Македонија допрва ќе се соочи во процесот на евроинтеграција, каде што ќе треба да покаже капацитет дека правдата и правото мора да бидат остварливи и тоа на брз начин. Така, постои ли, опозицијата бара оставка од актуелниот министер Оливер Спасовски по повод смртта на младиот Саздовски, меѓутоа постои ли селективност при постапувањето и доколку постои, или пак ако не постои, колку таа би била опасна за целиот овој случај за ескалација на ситуацијата на луѓе кои што се уште можам да кажам нетрпеливи едни помеѓу други? Значи, веројатно ние се уште се наоѓаме под, би рекол, лошото влијание и последиците од тоа лошо влијание во органите на правдата. И сега само констатираме колку се опасни движењата и импровизациите, ако сакате и корупцијата, поврзана со назначување и напредување врз основа на некои други критериуми, а не врз основа на знаењата и способноста. Систем, да. И, значи, ние се соочуваме сега со тие рефлексии. Опозицијата нејзино е да реагира и да бара оставка од министерот, иако ова е случај во кој што министерот најмалку може да се поврзе со случајот директно, иако улогата на министерот е да ги менаџира состојбите во министерството. И задачите, односно очекувањата, па и евентуална одговорност
од министер на Министерство за внатрешни работи може да се препознае во делот на професионалноста и на политиките кои што треба да ги поседува Министерството за внатрешни работи. Во случајот конкретниот министер сметам дека придонесува за стабилизација и за подигнување на равништето на експертиза, на професионалност во Министерството за внатрешни работи. Но она што недостасува е враќање кон испробаните и потврдени решенија, а тоа е квалитетна селекција, квалитетен тренинг и едукација и интегритет кој што им треба на полициските службеници и на сите останати. Обвинителството уште повеќе, судиите. Повторувам, се уште сме под импресијата на лоши решенија кои што ги имавме во праксата и од таа причина не случајно го имаме специјалното јавно обвинителство, кое што е замена за неажурноста на редовното обвинителство во еден период. И тоа само покажува колку се длабоки, би рекол, проблемите или расцепите, особено поврзани со раздавањето на правдата. Бидејќи во секој општество може да има проблеми, во секој општество може да има отстапувања. Меѓутоа, судот е тој кој што треба да го има последниот збор и да ги поравнува проблемите или отстапките или пропустите од некоја друга институција. Повторувам, се уште живееме под импресии на лошо судство, лошо обвинителство, лоши државни институции. Состојбите се враќаат, меѓутоа не секогаш и не со брзина која што сите ја посакуваме. Бидејќи оваа гарнитура која што веќе 1/3 од својот мандат после изборите е на власт, ја посакувавме или ја поддржавме да дојде за да направи стандарди и никогаш повеќе да немаме враќање кон некои состојби кои што ги имавме. Очекувањата во овој период се под рамништето кое што едноставно и го делегиравме мандатот, односно вербата на оваа политичка структура. Така, професоре, споменавте, бидејќи Македонија изобилува со лоши примери при едно вакво постапување од тука и правото на одредени граѓани да ги, веројатно, да ги споредуваат настаните едни со други. Декларативните заложби на министрите кои што доаѓаат, нели, на чело по промените на власта се секогаш добри за уво да се слушнат. Меѓутоа, сметате ли дека вината е токму во, освен што ни е нас политизирано општеството, туку политизирана и самата полиција? Колку внатрешната сегрегација на она што се случува внатре со политички односно, извинете, со партиски гарнитури доведуваат до состојба да не се верува на институцијата? Значи, веројатно се движиме во некој затворен круг, кај што е многу тешко го наоѓаме излезот до вистинските решенија, иако излезот и не треба да биде многу тежок. Во книгите се е напишано. Меѓутоа, проблем кај нас е начинот на кој што се имплементираат вредностите поврзани со правната држава. Спомнавте дека денес се заговара за аболиција, за опростување на некои насилни поведенија и така натаму. Аболицијата не е блиска до владењето на правото. Таа е инструмент кој што како нужно средство во даден момент треба да ги порамни работите кај што едноставно се направени толку многу превиди, толку многу грешки и за смирување на еден конфликт, веројатно излезно решение е аболицијата. И тоа е решение кое што во принцип е карактеристично за општествата кои што се создаваат или општествата кои што се уште не се цврсти, да не кажам за скршени општества. Така што во демократијата клучно правило е владењето на правото и човековите права, да бидат препознаени. Го имаме, значи, една политичка опција ги добива изборите врз основа на програма и таа е задолжена и обврзана да ги уреди законите и да ги спроведува законите. Во таа смисла, демократското општество предвидува дека во државните институции, министерот и неговиот заменик се лица кои што доаѓаат од
од власта, од оние кои што ја освоиле власта. Значи, своите политички визии треба да ги решаваат, да ги спроведуваат преку донесување на закони кои што ќе обезбедат по-нормални, по-квалитетни, по-фер состојби. И тука треба да заврши политичкото мешање во државните институции, ја спомнавте полицијата. Сето друго што е под министер и заменик министер треба да се темели на правилата на струката. Дали е тоа пример кај нас? И во другите земји, за жал, во регионот, може да процениме сами. Од друга страна, политичките партии, кои што ги гледаме, која е структурата, субстанцијата, како се избираат пратениците, односно луѓето понатаму во власта, промовираат правила кои што во добар дел се блиски до коруптивно однесување, отколку до вредности кои што му требаат на демократското општество. И од тука денес имаме изместени вредности. За некој млад човек да создаде кариера, да добие вработување, многу се мали изгледите тоа да го направи ако не е дел од политичката опција. На тој начин едноставно ги извртуваме вредностите и сите оние кои што се способни луѓе едноставно заминуваат најчесто надвор од земјата, кои што имаат поправилни, пофер состојби за својата перспектива. Така, сакаме европско општество, партијата во никој случај не смее да биде посредник помеѓу граѓанинот и државата. Меѓутоа, тоа е состојба која што треба да се сврти моментално за 180 степени, ако сакаме да инсталираме квалитетни вредности. Така, реков граѓаните дека, односно полицијата не ужива доверба кај граѓаните. Тоа може да се види по реакциите на тука зборувам генерално, не само во Македонија, и генерално граѓаните многу ретко полицијата ја доживуваат како еден безбедносен фактор, некој кој што треба да им пружи безбедност, туку повеќе како страф. Тука во еден дел се согласувам со вас, меѓутоа во еден дел морам да кажам дека во полицијата има многу професионалци, луѓе што се посветени да работат својата работа квалитетно, професионално и според законот. И јас верувам дека мнозинството се такви луѓе и тие треба да имаат дополнителна поддршка. Бидејќи, замислете само како се чувствуваат тие луѓе за време на, еве да ги земеме, 27 април 2017 година, оние професионалци што сакаат да работат, а едноставно не беа во можност да работат, бидејќи им беа наметнати некои други норми и правила на постапување. Од друга страна, но за дел од некои од припадниците на полицијата се водат и постапки по внатрешната контрола внатре во полиција. Токму можеби тие се резултат на тие партиски... Да, значи, говоревме и се согласивме дека е многу силно и многу моќно партиското влијание во места каде што не му е местото. Пред се мислам на полицијата и на државните институции. Од таа причина е многу битна улогата на менаџерите, тоа се министрите, замениците министри, државните секретари, говорам за период од 2 и повеќе децении наназад, кои што треба да промовираат вредности за развивање на струката, на професијата. Ако имате вие луѓе кои што се несоодветни за тие позиции, што веројатно и тука ќе се согласиме дека имало такви периоди, тогаш еден добар дел од случаите кои што ги води специјалното јавно обвинителство се школски пример за тоа, тогаш не можете да очекувате дека и надолу, по надолниот дел од хиерархијата во полицијата, дека нема да сретнете такви поединци. И особено ако местото каде што тие сакаат, каде што тие одговараат, не е предпоставениот туку политичкиот лидер, туку некој од општинските комитети. Тоа е веќе девијација која што сериозно говори за одстапувања кои што час поскоро мора да се надминат. Од друга страна, професионализмот во полицијата и поврзано со последниот случај што го отворивме, е дека полицијата прилично добро ги срочи изјавите и соопштенијата во однос на смртта на младиот сограѓанин. Меѓутоа, полицијата воопшто ништо не кажа за превенцијата, за мерките и механизмите кои што треба да ги преземе
за да не се случуваат вакви настани. Некои од концептите кои што се промовирани, тоа е полицијата блиска со граѓаните. Слушнавме за нив, меѓутоа не е доволно само да се промовира, треба да има субстанца позади нив. Треба да има концепт кој што ќе го почувствуваме, бидејќи на крајот на денот ние како граѓани се изјаснуваме во кој степен имаме доверба кон полицијата, дали полицијата ги пресретнува нашите очекувања, дали полицијата ја препознаваме во нашето мало, кога имаме мака да побараме од нејзе помош, што се уште го немаме, за жал, и во таа смисла дали имаме доверба во полицијата или не. Значи, јас не би рекол дека граѓаните немаат доверба во полицијата. Меѓутоа, довербата би рекол дека е на прилично изместено ниво во однос на она што го заслужува полицијата и што го уште повеќе го заслужуваат граѓаните. Професоре, што добива Македонија со евентуален влез во НАТО? Што тоа би значило за институциите, за зајакнување на незините капацитети? Значи, ова е состојба која што мора драматично да се искористи, бидејќи ова е состојба која што значи да се надминат за едноставно заглавените процеси, да се надминат состојбите кои што ги имаме, а со кои што не сме задоволни, бидејќи првично, она што го очекуваме, покана и доближување до НАТО, отпочнување на еден динамичен процес кој што ќе има сериозни повратни решенија во однос на безбедноста на нашата земја. Тоа се процеси кои што не се изолирани. Тие ќе доведат и до откочување на процесите за отпочнување преговори со Европската Унија и во таа смисла нови процеси кои што и се неопходни на оваа земја, која што неоправдано во еден дел од нас самите, во еден дел и од Европската комисија беше баталена на страна. Значи, тоа се состојби што час поскоро мора да се направат, пред се заради вас, заради генерациите кои што доаѓаат. Во тој контекст, може малку ќе ве трнам од безбедност, сепак е поврзано со безбедноста. 27 април. Партијата Единствена Македонија денеска до собранието достави предлог закон до пратениците, кој што рекоа експлицитно пратениците од ВМРО ДПМН за законот за амнестија. Во исто време, лидерот на опозицијата од протест повикува амнестија за сите кои што беа осудени за настаните на 27 април, вклучувајќи ги и пратениците, четворицата на ВМРО ДПМН и Ламбе Арнаудов. Колку правно или пак и морално може да се бара амнестија за тие напади, ако очекуваме државата да напредува со реформите во безбедноста? 27 април 2017 година не смееше да се случи. Се случи. На државата е да покаже, да ги активира механизмите, да ги правно, да ги затвори сите чекори поврзани со 27 април. Тоа подразбира дека соодветни судски постапки се најдоброто, најефикасно решение во однос на сите и на оние кои што манифестираа насилство и на оние кои што можеби неоправдано се препознаени како нарушители. Токму затоа таа постапка треба да ги расчисти и да ги доведе до крај сите чекори и секако сатисфакција за пратениците кои што исто така беа предмет на напад. Од една друга перспектива, амнестијата како механизам е препознаен, меѓутоа тој мора да биде исклучок. Амнестијата не оди на рака на правната држава и на владењето на правото. Од таа причина, многу е лошо ако се заменуваат тези, па некоја фактичка состојба треба да се покрие со амнестија. Доволно ни беше и од амнестијата на претседателот на државата, кој што гледаме како ја замати водата и како тешко се излегува сега од тие процеси, од едно исто така сервилно однесување на мнозинството во суди од Уставниот суд, кои што со некои од нивните одлуки предходно влијаеја на она што сега го имаме како ровита ситуација во Република Македонија и на повеќе други суди, од основното
од основните судови до Врховниот суд. Значи, луѓето кои што се одлучуваат да се занимаваат со распределба на правдата, треба да имаат јасна свест во што влегуваат, какви одлуки носат, какви последици во однос на лицата на кои што им се раздава правдата и уште повеќе тоа се луѓе кои што мора да имаат интегритет. За крај не може американскиот амбасадор и во овој период денес да биде гласниот посочувач каде имаме корупција, каде не. Државните институции се тие кои што треба да ја препознаат корупцијата и да ја спречуваат, односно да ја сузбиваат. На крај ќе ве вратам така и како што започнавме, но од еден друг агол. Кои се реформите, кои се механизмите кои треба да се преземат за да немаме етничките различности да не се манифестираат со насилство, дали на улиците, дали на фудбалските надпревари каде што најмногу го има тоа? Мислам дека сме привично далеко од посакуваните решенија, бидејќи многу партии, ако сакате и сите партии кои што поминуваа некоја повеќе, некоја помалку, играше на картата на национализмот и во таа смисла се користеа во добар дел услугите и од, ако сакате, навивачите, меѓутоа и други структури кои што се привично податливи да бидат привлечени кон партиите, а потоа во даден момент да бидат употребени или злоупотребени од страна на партиите. Она што на Република Македонија е многу потребно е свесни и одговорни политичари кои што секогаш се колнат во уставот и во народот, така, во законите, меѓутоа најчесто работат поинаку. Во таа смисла треба ги препознаат, би рекол, меките ткива на кои што е изложено македонското општество, бидејќи ова се сериозни зони каде што лесно може да се потпалат. А политичарите се тие кои што треба да го водат народот. Значи, ако за било која професија имате прилично бистри и препознаени чекори од избор на подобни кадри во смисла на здрави, психолошки, умствени, со чисто минато, со квалификации и со интегритет, некако најмалку тоа го препознавам кај политичарите кои што се избираат. Уште повеќе од това владење кое што го имаме во изминативе неколку децении, ако некој треба да оди на едукација, тоа се нашиве политичари. Така. Професоре, овде ќе ви се заблагодарам за вашето одвоено време за гостување во Студио 1. Оваа книга останува за вас. Времето на Перонов, политички трилер, како знак на вашето гостување во Студио 1. Ви благодарам, доаѓа во прав момент. Така. Почитувани, по кратка пауза се враќаме со останатите предвидени содржини за денешното издание на Студио 1.